Идејата на проектот Сервис за проверка на факти од медиумите, кој е поддржан од USAID, е токму на граѓаните да им се приближат новинарските стандарди преку нивна примена на конкретни примери. Ние сваќаме или она што е наша перцепција е дека кај населението во образовниот процес има малку можности да научат за тоа што е всушност професионално новинарство, а целта на проектот ни е баш преку една општа едукација, една едукација на јавноста, да ги приближиме тие знаења кај граѓаните. Новинарите исто така се вклучени во нашата работа и оние кои што се залагаат за примена на своите етички норми и професионални стандарди и учествуваат во самата работа на сервисот, кој што баш се темели на нивното експертско знаење, како и на знаењето на експерти по човекови права и други области релевантни за медиумите. Нашата дејност се одвива, да речеме, грубо речено, на две полиња. Едниот тип резултати или реакции се оние кои ги добиваме од медиумите, значи од некоја новинарска заедница, а другиот е од самите граѓани. Она што го гледаме е дека граѓаните навистина сакаат да добијат повисок квалитет на содржини од медиумите и по-професионална работа. Но често им треба дополнително знаење за да може тоа да го побараат на вистински начин или да ги детектираат проблемите во известувањето кои што го обременуваат нашиот медиумски простор. Значи, има разни форми на пропаганда, спинови и слично, кои што за професионалните новинари се нешто кои што веднаш може да го детектираат, но за граѓаните тоа е потешко и затоа некои од нив потпаѓаат и под разни влијанија на манипулации. Она што го гледаме како резултат е дека расте прво интересот за самите содржини кои што ги објавуваме, дека се повеќе и повеќе медиуми ги преобјавуваат нашите содржини како нивни удел во општата јавна дебата, со што поттикнуваат не само граѓаните да ги прочитаат, туку и внатре во своите редакции да се воведат некои нови правила. Од време на време, например, добиваме и информации за тоа. Една уредничка ни рече, окей, имавте текст за како медиумите се однесуваат кон лицата со хендикеп и од сега се договоривме во редакцијата да не користиме термин инвалиди кој што е многу деградирачки. И така што она што ние го имавме како една визија за проектот е дека работата е огромна, дека проблемот е сеопфатен и дека ние може да влијаме на само еден дел од целата слика, а тоа е да им понудиме на граѓаните можност за дебата и знаења за врз база на кој што може да се одвива таа дебата.